Почитувани гледачи, гостин во студиото на телевизија Кочани е господинот Славче Трпевски, директор на катастарот на Република Македонија. Ви посакувам убав престој во Кочани и се разбира добре дојде во телевизија Кочани. Добро ве најдов. Секогаш доаѓањето во Кочани е убаво и пријатно. Така. Верувам дека е период во кој се прави отчет на се она што е сработено. Каква е вашата генерална оценка? Колку сте задоволни од се она што го успеавте да го реализирате, како проекти, како задачи кои си ги поставивте во изминатиот период? Да, изминатава недела се направи еден отчет, еден 10-годишен отчет на работењето фактички на ВМРО-ДПМН од 2006 година па до 2016 година. Тоа е тој отчет кој што веќе и сите гледачи ваши, сите граѓани во Република Македонија можат и да го најдат на веб страната на ВМРО-ДПМН, на нашата партија и детално да прочитаат што во овие 10 години е изработено. На 430 страни тука се прикажани над 3500 проекти кои што во овој 10-годишен период се реализирани. Секако имаше и уште многу други проекти кои што не влегоа во овој отчет, затоа што фокусот беше ставен на овие последни 2 години, од 2014 до 2016 година, но секако самата книга која што веќе можеби не се мери по страници, туку по тежина, кажува дека поминати се еден 10-годишен период во работа, во развој, а тоа може да се види и на сите страни околу нас. Секако дека овој 10-годишен период можело и подобро и повеќе, но верувајте, со многу труд, со многу работи, ова што е постигнато е стварно многу. Во делот на катастарот, во овој отчет се спомнети 30 проекти, најбитни, најголеми проекти, кои што се опфатени во овој 10-годишен период. Во 2006 година, фактички, катастарот, немавме катастар. Катастарот на недвижности беше воспоставен само на 46% од територијата на Република Македонија. Не можеше да се купува, не можеше да се продава имот, недвижност, куќи, објекти, бидејќи немаше и катастар. Само за 6 години до 2012 година успеа да се направи катастарот на недвижности. Веќе прометот е секојдневица во катастарот. Само споредбено во 2006 година катастарот на ниво на цела држава примил 300.000 предмети, минатата година завршивме со 2 милиони предмети. Неспоредливо. Тоа значи да се направи катастар, да се ослободи прометот, да може да се тргува со објекти и така натаму и така натаму. Во овој 2-годишен период катастарот успеа од 16 клучни проекти што беа ставени во програмата во 2014 година да реализира 11 или 69% од проектите веќе ги заврши, а покрај реализираните проекти што беа предвидени во програмата, реализираше дополнително уште други 9 проекти кои што се оцени во овој период дека треба да се направат, а катастарот можеше да ги направи и ги реализира. Секако доколку беше 4-годишен период ќе беа реализирани сите проекти, но тие што не ги реализиравме сигурно ќе влезат и во новата програма. Така, во една прилика рековте дека нашиот катастар веќе е примери за многу поразвиени земји според она организацијска поставеност и според сите иновации кои се направени во последниве години. Да, моето зборување и моето кажување може и е субјективно, но само да се подсетиме. Републиканскиот институт од Америка во ноември минатата година кажа дека катастарот по доверба меѓу населението во Република Македонија е веднаш зад председателот на Република Македонија и зад владата на Република Македонија. Извештајот на Европската комисија што беше конкретна на годината, исто така излезе со зборови дека катастарот е една институција која што храбро граби напред кон сите реформи кои што денеска паралелно покрај катастарот ги прават и другите катастри низ Европа. Минатата година, предминатата година, кај нас на обуки дојдоа црногорскиот катастар, српскиот катастар, катастрите од Хондурас, од Никарагва, значи дури прекоокеански катастри дојдоа за да ги обучуваме. Ова година веќе спремаме договори да ги обучиме и колегите од албанскиот катастар, од косовскиот катастар. Така да катастарот веќе во својот раст и развој во овие 10 години го достигна нивото да игра во Лигата на шампиони на катастрите. Така, символично кажано, да. Да, ова се зборови на минатиот месец подпишавме меморандум за соработка со холандскиот катастар, ова веќе втор
меморандум, првите 5 години веќе истекоа и сега втор. И токму колегата од холандскиот катастар кажа дека ако пред првиот меморандум за соработка беше каде што холандскиот катастар цело време беше ставен на располагање на македонскиот за да ни помага, сега веќе имаме на равноправна основа и дека катасторот македонски веќе влезе во лигата на шампиони на катастрите. Едноставно речено, така да покрај тоа што последниот период имаме и ние исто и понатаму соработка со холандскиот катастар во делот на стручна експертска помош, имаме и обратно. Многу работи што ние ги направивме, кои што во Холандија па не се направени, колегите ќе дојдат од холандскиот катастар за да им помогнеме. Веќе сме равноправен партнер во таа сфера и сигурно дека меѓусебно се разменуваат искуства и нови сознанија со токму со тие. Ние сме една помала држава. Да, и во пример Македонија е 10 пати помала од Холандија. Реформите во Македонија побрзо се прават, посебно кога има тим посветен кој што сака да работи. Реформите во Холандија секогаш одземаат повеќе време, бидејќи територијата е многу поголема. Така да веќе сме во ситуација каде што можеме обострано да си помогнеме во разноразни процеси. Секако ова не сакам да звучи дека се е средено во катастарот. Никош не е многу работи што треба да се средат, но она како било во 2006 година и каков е катастарот денеска во 2016 година, тоа е секако има огромна разлика. Да, кои се актуелните активности кои се спроведуваат, кои ви престојат и кои се непосредно блиски до граѓаните кои ги чувствуваат низ секојдневното работење и живење? Да. Многу проекти во овие изминати 2 години се завршија. Да почнеме со дигитализацијата на катастарските планови. Катастарот е сочинет од два дела, тоа се правата или имотните листови и геодезијата, односно катастарските планови. Преку 98,2% се веќе дигитализирани, ставени во потреба. Тоа многу помага во делот на самото работење на катастарот, значи забрзано е решавањето на предметите, ако порано секоја делба на катастарската парцела требало рачно нацрта на хартиен план, сега тоа се прави дигитално, значи електронски се добива елаборатот, електронски се спроведува елаборатот, така да е многу забрзана постапката за решавање на предметите, многу се олеснува и на приватните геодетски фирми, значи тие веќе не доаѓаат во катастарот да купуваат податоци, дека тоа го прават електронски преку електронскиот шалтер на агенцијата. Значи се олесна работата и нив. Овде, например, сме во Кочани. Кочани е комплетно дигитализирано, сите катастарски парцели се дигитални. Тоа помага и во развојот на општината. Општината која ќе сака да прави урбанистички планови, користи веќе сигурни, стабилни, дигитални катастарски планови, каде што точно може и прецизно да се планира секој сантиметар простор што е, без да има никакви грешки. Така да дигитализацијата е еден од проектите кои што и текако помогна во целата работа. Има и многу други проекти, пример инфраструктурниот катастар е актуелен. 2014 година ја создадовме сите услови за да можат инфраструктурен, кога мислам зборам за подземен, за надземен инфраструктура. Тоа ќе праша подземниот во која фаза е? Да, популарно кажано подземен катастар. Тој е воспоставен во 2014, сите технички услови се направени. Во овие 2 години веќе започнавме со уписи на целата инфраструктура. Некаде на крајот на 2014 година направивме едно иницијално полнење на базата со податоци, запишавме преку 23.000 километри водови, значи збориме за оптички, бакарни кабли, водоводи, канализации, патишта и така натаму. Исто така запишавме преку 141.000 точкасти објекти, како антени, базни станици, трафостаници. Сега актуелно е веќе запишување на имоти со имотни листови. Имаме околу 150 километри запишани бакарни кабли, оптички кабли. Во полн е процесот на легализација на овие инфраструктури. Знаете, во минатото немало прописи, немало процедури како да се градат. На сите компании кои што имаат вакви инфраструктури, подземни, надземни, нема документација за редовен упис, па мора да одат во постапката за легализација. Така да во моментов има огромна гужва Министерството за транспорт и врски каде што се поднесуваат овие барања за инфраструктури, бидејќи рокот е за легализација многу краток. Така, го спомнавте рокот за легализација, токму таа тема верувам ги интересира директно граѓаните, оние кои се уште можеби поради разни причини не успеале да ги поднесат тие документи кои се неопходни, да пријават она што да го пријават и да ја спроведат таа постапка. Да, рокот за легализација истекува на 31 март оваа година, токму така, значи за неполни 4 работни дена истекува рокот.
Да се подсетиме само првиот рок за поднесување барање за легализација беше од 3 март 2011 до 3 септември 2011 година. Во тој период се пријавија преку 360.000 граѓани дека имаат bespravно изградени објекти и заклучно со денешниот ден во катастрот се запишени веќе 147.206 објекти, значи веќе приближно полека се доближуваме до половината од сите поднесени барања да бидат запишани и легализирани и граѓаните да имаат имотелис за својот објект. Значи веќе тоа не е дивоградба. Се оцени дека во местата, во руралните, поготово во селата, многу поретко во градовите, многу граѓани нема поднесено барање за легализација, сметајќи дека во селото и не треба да се легализира објектот, но еден објект е легален ако има градежно-техничка документација. Доколку истиот ја нема, тогаш дали е во град или во село, тоа е дивоградба. Така да упатуваме еден апел до сите што ве следат во Кочани, Кочанско, пошироко, да искористат оваа можност, да си поднесат барање за легализација, за доколку немаат поднесено, имаат дивоградба, остануваат уште 4 работни дена барања да се поднесуваат до општината, така да се искористи оваа историска можност што е дадена. Така, очекуваме дека и во Кочани токму овие 4 дена ќе биде оние кои допрва ќе дознаат или ќе ги приберат документите, ќе бидат максимално ажурни и дека ќе се завршат врска која е во нивен интерес пред се. Дали имате некои искуства веќе од она што е реализирано, како реагираат на сето тоа граѓани, тоа некои ќе успеат да го легализираат и како е да ни го пренесете на некој начин чувството од оние контакти кои ги остварувате низ држава? Да, во овие 5 години од функционирање на овој проект се видеа дека самиот закон, односно работата на терен покажи определени пречки за граѓаните да можат да ги легализираат своите објекти. Така, во прво време беше дозволено да се легализира објект само ако земјиштето е во исклучително приватна сопственост на граѓаните. Потоа се промени законот, се дозволи да се легализира објект доколку земјиштето се наоѓа на земјиште што е на Република Македонија без разлика на кое користичко право. Во текот на работата се покажа дека многу граѓани имаат изграден објект на чисто приватно земјиште, а меѓутоа не во нивна сопственост, туку во некоја друга, туѓа сопственост, која што во минатото со меѓусебни договори, адвокатски договори, така, ги префрле, бидејќи знаеме дека од 1958 кога е донесен законот за национализација, па до 2001 година беше забранет прометот во државата. Значи не можеше да се продава градежно земјиште. Па поради тоа граѓаните се снаоѓале со адвокатски договори, се пренесувале земјиште од еден од друг, но никогаш тоа идеално не можело во катастрот да се префрли во нивна сопственост. Така да се направи измена во законот, се дозволи сега и во таква ситуација, кога некогаш било земјиштето на Република Македонија, станало користничко право, па потоа приватизирано, без разлика на кого е, граѓанинот што има изграден објект и тој да може да ги легализира. Спорни за легализација беа и куќи објекти кои што се наоѓаа покрај улици, покрај патишта, покрај езера, вештачки и така натаму. Со измените на законот се дозволи и за тие да се легализираат. Значи, во многу наврати се направија подобрување, измени во законот за тоа што поголем опфат да има истиот, што повеќе граѓани да можат да ги легализираат своите објекти. Ние во катастар дори се вклучивме и во изработка на бесплатни геодетски елаборати. Значи се види дека лицата кои што имаат ниски примања и лицата кои што така наречени ранливи категории. Па ранливи, токму така, да, ранливи категории, значи примателите на социјална помош, примателите на постојна социјална помош, лицата со ниски примања до 168.000 денари бруто на годишно ниво, се категоријата на граѓани за кои што катастарот прави бесплатни геодетски елаборати. Така да секој граѓанин кој што е во оваа категорија со потврда од Центарот за социјално или од Управата за јавни приходи може да дојде до катастарот, да поднеси пријава, катастарот ќе на лице место и ќе направи бесплатен геодетски елаборат. Значи се направи на изворна помош за оние кои навистина се немоќни, а сакаат да се легализираат. Да, веќе од 2014 година август месец кога се воведе оваа можност, оваа мерка, до сега катастарот има изготвено преку 5400 вакви геодетски елаборати. Така да се мисли за оваа категорија на граѓани, изисли да им се даде помош, да може да се направи тој геодетски елаборат, за да може да се ги легализираат објектите. Исто така се направи и други поволности. Например, најново нешто сега во вторникот што на влада како измена на законот за катастар и државни помина
знаеме дека многу граѓани имаат градежно-техничка документација издадена уште во 60-тите, 70-тите, 80-тите години, но бидејќи тогаш немало каде да ја запишат. Знаете, катастарот катастар некаде дојде од 988 година се бил само за земјата, не и за објектите. Така да сега со измената на законот што се направи силага во пресред на тие граѓани кои што има таква стара градежно-техничка документација, исто да се обратат до катастарот, катастарот ќе направи бесплатен геодетски елаборат и тие да можат своите објекти да се ги запишат во катастарот. Така да се прават секакви мерки се со цел да се олесни на граѓаните, да можат да ги искористат овие права и конечно да си добијат тапија, односно имотелист за својот имот. Не знам колку во вашата сфера, знам дека имаше и измени во законот околу надградба да се дозволи без детален или не знам урбанистички план, ако има да речеме еден кат приземја со кат да може да изгради уште еден кат и така до 10 метри и 20 сантиметри мислам дека беше. Да, токму така. Значи во оние населени места во Република Македонија каде што има урбанистички план, но самиот урбанистички план не предвидува повеќе од еден кат. Со законска интервенција се возможи да без урбанистички план, но секако со одобрение за градба, со сите други потребни податоци, проекти и така натаму, да се аплицира во општината и да може да се изгради објект до 10,2 метри. До сега за такво нешто мораше да се чека општината да направи урбанистички план за тоа подрачје. А тоа значи години, во некои случаи една година или 2 години за целата работа да се заврши, а сега веќе тоа е олеснато, не треба да се чека да се донесе нов план, туку се користи директно законот, граѓаните можат да си обезбедат одобрение за градба и да си градат до 10,2 метри со котата на венецот. Тоа е максималната висина што е дозволена во вакви случаи. Покрај онаа тежина, да се вратиме малку на отчетот, покрај онаа тежина што има како би рекол една книга, символично кажано, кои се другите тежини кои би ги потенцирале токму од значење за она што се е направено во ова декада на назад? Да, значи едно од главните работи како влада и како држава што се започна од 2006 година е реформирање на 4 клучни институции кои што понатака го возможија растот и развојот на државата. Значи, катастарот, управата за јавни приходи, царинската управа и централниот регистар беа 4 клучни институции кои што уште од самиот почеток беа ставени како институции кои што мора да се формираат, да се срушат сите бариери за да може бизнисот слободно да се развива. Едно од најбитните работи во овој проект е, можеби клучно место има и намалувањето на невработеноста. Ако знаеме дека во 2006 година процентот на невработеност во Република Македонија бил 36%, денеска е 24%. Кога ќе се зборат за проценти, може некој ќе каже да, имало некој се иселил натака, навака, не знам што. Факт е дека има креирано, затоа во светот секогаш се збори со тоа колку се креирани нови работни места. Значи во овој период се креирани нови 150.000 работни места. Значи со сите овие реформи економски кои што ги прави владата, со овие стимулации што се прават за олеснување на бизнисот, истите доведува до тоа да се креираат нови работни места. Отварањето на фабрики, тоа е веќе секојдневие. Па и тука во Кочани, Антура и другите, Амфинол и другите. Руен се реактивираше и така. Така. Значи, тоа е еден убав замав, еден убав залет што е направен кој што го возможува и раст и развој. Во владата на Република Македонија има тим за странски инвестиции, кој што е составен од министри за привлекување на странски инвестиции и катастарот е вклучен во целата работа и други државни институции кои што треба да помогнат целиот развој. Таму има на тој состанок можеби гледачите не знаат и нормално да не знаат. Има исто една книга прилично толку дебела, каде што секој министар за привлекување на странски инвестиции има свои проекти кои што еднаш месечно се состанува тој комитет и се реферира буквално за секој проект до каде. Владата на Република Македонија има принципиелен став да не се објави ниту една инвестиција додека тоа не го направи самиот инвеститор. И верувајте, сите овие инвестиции што доаѓаат последниве година, 2-3, не е ништо случајно, туку напротив е одработена. Една инвестиција не доаѓа преку ноќ, туку започнува буквално до еден вообичаен контакт, па понатаму до објаснување на сите поволности што ги нуди Република Македонија, сите бенефити што се нудат за странските инвеститори, потоа следи убедувањето и дури ако е возможно да се позиционираат не во Скопје, туку во некоја друга локација надвор од Скопје, бидејќи не е целта само во Скопје да се отвараат фабрики, туку е
ако е возможно, во секој град во Република Македонија имаме странски директни инвестиции. Тука може да се прочитаат и сите патишта што се изградени во и што се градат добро во овој дел од државата. Да, еве дојдовме сега преку Велес, веќе автопатот се гледа, патот само од Велес Кадрифаково е направен, недовно беше објавено дека започнува изградбата и на брзиот експресен пат од Кочани до Штип, значи Кочани ќе биде поврзан, ќе биде многу скратен патот до Скопје и така побрзо. Исто така се предвидува тука пат од Штипи до Радовиш, така да патната инфраструктура е исто така се она што е изградено, се она што да не ја занемарим и локалните патишта, многу локални патишта исто тука се направени. Во моментов се градат 3 автопати, тоа никогаш не било во нашата држава, тоа е за поздравување. Исто така големо внимание тука посветено и на другите проекти. Владата види дека општините нема доволно ресурси за да ги направат потребните канализациони системи, патни системи, помали патчиња, така да тука има и набележени сите тие помошти што се дадени од страна на владата на Република Македонија. Исто така се направи огромна реконструкција на школите. Ние знаеме дека имаше шајка на шајка ставено. До 2006 година школите беа во очена состојба. Сега масовна реконструкција на сите школи. Добија спортски сали, училишни така. Сите спортски сали се тука приближени што се направени, значи и Агенцијата за млади и спорт и Министерството за образование, значи сите се прибележени наведени во овој отчет. Сена се исто и сето тоа во услови на повеќе кризи кои се надоврзува, 1, 2, 3 кризи кои го тресе би рекол светот, Европа па и наша држава. Да не ги заборавиме тука и инвестициите во болниците, значи се гради нова болница во Штип, кој што знам тука се е наведено во отчетот, се санира и јазните тука во Кочанската болница, се инвестира многу во опрема, знаеме, никаква опрема немаше во болниците, сега веќе и тоа се прави. Знаете, се наследи една ситуација во државата каде што 20, 30, 40, 50 години, ама шајка на шајка нема оставено. И сега во овој период, убаво вие кажавте и тоа, во услови на страшни економски кризи, пред европска должничка криза, па светска криза, значи со таков притисок се направија сите овие резултати. И денеска Македонија е последни веќе 5-6 години меѓу првите 4-5 земи по растот на бруто домашниот производ, што само кажува за едно домаќински одговорно работење на владата Република Македонија. Може би една кратка оценка колку ќе не чини оваа наша политичка криза која веќе е присутна скоро година дена? Кризата стварно не чини многу. Имаме голема среќа што странските инвеститори тоа сигурно имаше и откажување на некои странски инвеститори, но тоа не се случи во некој драстичен обем и гледаме дека иако се уште трае оваа политичка криза, се уште секој месец или секој втора недела, трета недела се објавуваат нови инвестиции и тие доаѓаат и понатаму. Кризата треба да се разреши, затоа се изборите, тоа е онај лекот кој што го има цел демократски свет, а и ние припаѓаме на тој, треба да се излезе на избори и да се види довербата на народот. Народот има една многу едноставна одлука да одбери меѓу она што е сработено, меѓу делата и она што е гола пропаганда. Така да одењето на избори треба да ги разреши сите овие дилеми. Во секој случај вие сте оптимист дека Македонија оди напред? Дефинитивно Македонија оди напред. Значи, можеби во историјата на Македонија е многу тешка. Имаме 25 години држава. Во овие 25 години имаме ситуации каде што цело време кога Македонија треба да тргне напред, ни се случуваат разноразни кризи. Значи, ја знаеме војната во 2001-та, еве сега од 2006-та навака, скоро на секои 2 години се случуваат некакви кризи за да има предвремени избори. Значи, немаме 4 годишна мада цел да се истера буквално. Сега имаме оваа криза. Значи, цело време имаме некои сили внатрешни, надворешни, кои што не и сакаат добро на Македонија. Ние сме млада држава, треба да си ја сакаме држава. Во политичкиот надпревар треба да се бориме со идеи и со проекти, а не со плукање и со газење. Затоа што времето на плукање, барем за мене, е завршено во времето кога беа Бранко Црвенковски и Љупчо Ѓоргиевски. Тогаш беше време кога кој ќе каже кој е поволен македонец. Млада демократија, па ајде може да се толерира. Сега веќе од 2006 година навака се прави програма, се прават проекти, во самата програма се пишува рокови, буџети
кога ќе биде реализирано и на крај на секој мандат се прави отчет во кој што точно се кажува што е направено и како е направено. Цел свет работи така. Цел свет работи врз основа на програма, а не врз основа на празни зборови. Нашиот политички противник до минатите избори немаше програма. Сега усвоја на крајот на минатата година некоја програма, никој не е видел. Така да некоја виртуална програма или вистинска ќе видиме на 5 јуни оваа година. Може би немаат време за програми. Орете, ви благодарам за разговорот, ако тоа е се, освен ако немате нешто да додадете во овој дел за гледачите на телевизија Кочани, тие се во Кочани, Виница, Чешиново, Блешево и Зрновци, еден микрорегион кој го покриваме и кој верувам дека од овој разговор ќе добијат квалитетни информации. Јас би сакал да ги поздравам гледачите, има уште многу работи сигурно што треба да се кажат, но да оставиме и за следна прилика. Така ви благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со директорот на Катастарот на Република Македонија, Славче Топевски.